Скопје троши вода како град со двојно повеќе жители. Точно. Повеќе од 30% од водата која се произведува во Скопје се губи. Точно. Некои нови згради во Скопје се приклучени на истата цевка што била наменета за неколку куќи. Точно. Дали знаеме колку вода троши Скопје секој ден? Зошто притисокот е слаб, а реалноста е дека Скопје има вода за повеќе од 1 милион жители? Каде ја губиме водата и што треба да се смени уште денес? Луѓето сакаат да си го полеваат дворот, сакаат да си наполнат базен, а има и таков склоп на луѓе кои што го вади цревото и го разладува асфалтот. Ова не е само обичен разговор. Ме засега мене, те засега тебе, ги засега сите околу нас. Секој ден из скопските цевки течат 350.000 кубици вода. Тоа значи околу 700 литри по човек на дневно ниво. Повеќе отколку во Лондон, Париз и Берлин заедно. Берлин троши 110 литри. Париз 150, Лондон 140, по глава на жител на дневно ниво ние идеме на 700. Да. Урбанистички хаос. Да, истите цевки што снабдувале вода 10 куќи сега снабдуваат со вода 10 згради. Главниот проблем е што урбанизацијата на градот со изградба на згради, односно оној дел од градот каде што значи техничка инфраструктура, водоснабдителни системи, цевки за вода, цевки за канализација, приклучоци за струја, соодветни улици, зелени површини, сето тоа не го следи, односно не ја следи урбанизацијата. Прашањето не е дали има вода, туку како ја користиме. Рашче може да надмени 5.500 литри во секунда, меѓутоа ако имаме самите добра хидрологија. Добре дојдовте во уште еден подкаст. Денеска ќе излеземе малку од онаа комфорт зона, ќе имаме многу специфичен гости, невообичаен можеби за нашиот подкаст. Ќе разговараме со Дејан Димовски, раководител на електромашински работи во јавно предпријатие Водовод и канализација Скопје. Точно го погодив, така? Да, точно. Тоа е оделение за електромашински работи. Има 4 одели и е еден сегмент од по бројност и по технички процеси најголемиот сектор. Тоа е секторот за експлоатација и одржување на капацитети во Водовод Скопје. Тоа е Дејан. Дејан, добре дојде. Супер, фалаш на поканата и добре најдов. Добро, види, кратко, онака, сакам да почнеме со еден интересен дел. Обично правам челенџи со моите гости, ама ги правам подосна во подкастот. Сега сакам да почнеме со еден така мини челендж, ако може да се каже, и со тоа ќе ги начнеме речиси сите теми кои што ќе ги разговараме на подкастов. Може? Може. Значи, као да биде точно или неточно, ќе ти кажам јас некоја реченица и ти само ми кажеш точно, не е точно. Немој да објаснуваш, ќе објаснуваме после тоа. Добре. Само точно не. Океј. Ајде идеме. Скопје троши вода како град со двојно повеќе жители. Точно. Новите згради се приклучуваат без согласност од водовод. Делумно точно. Делумно точно. Голем дел од населбите пијат вода која не е соодветно третирана. Не е точно. Во некои скопски згради има инсталирано нелегални пумпи за зголемување на притисок. Не е точно. Не е точно. Не. Добро. Скопје има доволно вода за 1 милион жители. Тоа е неточно. И да и не. Не точно. Не е точно. Не, малку ме Така. Ми го смени фокусот у секунда, меѓутоа не е точно. Не е точно. Добро. Има куќи што никогаш не биле приклучени на мрежа, но користат вода. Точно. Повеќе од 30% од водата која се произведува во Скопје се губи. Точно. Повеќе од 30%. Да, точно. Скопје нема резервоари за повеќе од 3 дена водоснабдување. Не точно. Водоводната мрежа во делови од Скопје е постара од 60 години. Не точно. Не е точно. Да, освен главните цевководи, другото тврдам дека не е точно. Добро. Некои нови згради во Скопје се приклучени на истата цевка што била наменета за неколку куќи. Точно. Тука е значи проблемот. Некои компании во Скопје добиваат вода по пониски тарифи од граѓаните. Не точно. Као на пример Железар. Не точно. Не, добро. Повеќе вода се троши во лето за разладување на бетон отколку во домаќинство. Апсолутно точно. Така? Да. Епа дека ги наштавме речиси сите теми што ќе ги разговараме во подкастов. Добро. Мислам дека добар на интересен начин го почнувам ова.
И тоа е пред да почнеме со овие интересни теми што се надевам дека им се интересни на гледачите. Гледам дека прилично добро си се информирал, прилично добро си се подготвувал за подкастов. Меѓутоа, ова се прашања кои што не можат да се одговорат реално со да и не, бидејќи ми го даде предизвикот, се обидов да дадам таков одговор. Добро, ќе стигнеме за тој, ќе објасниме све. Реално малку сум сега поопштен, затоа што овде сум поканет као Дејан Димовски у контекст на она што го работам, не као представник на Водовод, а претходно сите изјави кои што ги давав и говорењето во градско собрание беше као официјално лице на самото предпријатие. Што направи у градско собрание вече? Ништо, дојдов, излегов, кажав тоа што е реално. Ти знаеш дека многу е лесно да говориш кога кажуваш вистината. Како? Тоа беше како бомба онака. Какви моменти имаш во излагањето? Не бев ни јас реално свесен, затоа што голем број на луѓе користејќи ги социјалниве мрежи се обидоа да не напаѓаат. Реално не сте способни, вакви сте, такви сте, во делови на Скопје има намален притисок. Меѓутоа, мислам дека после тоа говорење во пред Советот на град Скопје, ја ниту сам не бев свесен дека ќе привлече толкаво внимание тој говор, тој сегмент од седница која што траела долго време. Меѓутоа, после тоа видов дека добар дел од луѓето го прифатија она што кажав, затоа што беше буквално искрено кажано, од срце, со жар од самата професија, од она што го работам ја и заедно што го работам со колеги. Никогаш ништо не сум сработил сам и мојата девиза во животот е дека секој успех доаѓа како не индивидуален пристап, туку како тимска работа. Така да и позади твојот успех во подкастот кој што го правиш е тимска работа, така да и во мојата професија и во мојата работа тимот е апсолутно најбитната работа и сите заедно, јас она што кажав, мислам дека е колективно мислење на целокупниот инженерски тим и на екипата на луѓе работници кои што секојдневно даваат максимум од себе. И токму тоа едноставно мислам дека луѓето го прифатија, не бев свесен, после тоа како прегледував наназад и како се репродуцираше тоа мое говорење, после тоа сватив дека добар дел од луѓето вистината реално сакаат да ја чујат и сакаат да ја прифатат. Растури таму, сигурен сум дека ќе растуриш и тука. Ама ај пред да почнеме да растураме, кажи ми околу ова електромашински работи, ти си инженер по професија, така? Да, по професија сум електроинженер, магистрирав на факултетот за електротехника и информациски технологии или попознато ЕТФ, ја така си го викам, затоа што ЕТФ се викаше кога студирав, студентски уште така го викаат, мислам. Да, затоа што тоа е тоа култно име на факултетот на Универзитетот Кирил и Методи и мислам дека се уште сум единствениот кој што одбранил магистарски труд за системи за автоматизација во делот на водоснабдување. Така да одбраната на магистарскиот труд, благодарност до моите професори и ментори тогаш, и нивното насочување буквално беше во усовршување и стекнување на вештини на работа во делот кој што токму го работа. Така да тоа е. Добро, знаеш како сега онака на пример имаш електора работи со вода. Мислам, тоа не е маце споилио вакво, ама да, добро, секако мислам дека без струја ќе немаме и вода усварена. Се надевам дека некогаш ќе имаш прилика да влезеш во една пумпна станица и ќе видиш колку е споиво. Ниту една пумпа за вода не работи ако не ја погонува електромотор. Така да апсолутно е поврзано, а во однос на физичките закони за снабдување со електрична енергија и со снабдување со вода во многу работи се различни, но имаат и добар дел на слични работи во однос на логичко размислување. Па добро, да, усвари браните од вода произведуваат струја на пример. Така да поврзано. Све е врзано, све кога ќе размислиш така све е врзано. У принцип тоа е логиката. Да. А исто така кога ќе ги споиш двете многу опасни, така да заебано е. Не, кажи ми, што вклучува точно твоја работа у Водовод? Значи, јас сум дел од еден инженерски тим кој што е по бројност на луѓе и по бројност на работни процеси у најголемиот сектор у Водовод.
Конкретно мојот дел на работа или како ти има поминува 4 еден одели, ден, значи речка. одржување на се што е електродомен, значи од обична инсталација и одржување на сите експлоатациони капацитети, административни објекти, пунктови на јавното претпријатие во електродомен. Одржување на систем за автоматско следење на работните процеси во самите експлоатациони капацитети, мислам на пумпени станици, хидрофори, резервари. Одржување на делот кој што се однесува Тоа иде све дигитално, препоставувам. Да, имаме SCADA систем. Да. Имаме SCADA систем. Автоматизирано е, се следи универзално целиот процес. Можам сега да ги видиме моменталните во реално време параметри и од сам телефон, серверски е заштитено. SCADA-та во Скопски водовод представува еден прототип, значи не е имплементирана на веќе готова SCADA платформа, туку квалитетен инженерски тим успеа да изработи посебен SCADA систем кој што е во рамките на работните процеси во Скопски водовод и за тоа сме прилично горди. Тоа е процес кој што траеше 15 на години. Што збори? Да, исто така, тоа е едниот дел од работата што ја работам. Другиот дел е одржување на пумпи за питка вода. Третиот дел е одржување на пумпи за отпадна фекална и атмосферска вода и четвртиот дел е дезинфекција на мрежи, дезинфекција на резервари и нивно испирање, така да во тие 4 одели на територија на цело Скопје рачунај од прилика некаде 50 на 60 на објекти работиме јас и уште тројца инженери. Сите они тројца се машински инженери, јас сум електроинженер кој што феноменално го работат машинскиот дел и ги знаат сите работни процеси. И пред се имаме екипа од некаде 18 на луѓе, техничари, мајстори што би рекол, кои што ги познаваат работните процеси и на нив треба најмногу да им бидеме благодарни затоа што никогаш не оставиле да нешто не биде сработено, секогаш се одзивале на било кој повик и надвор од работно време и едноставно резултатот кој што ние го имаме секој ден у 15:30 да немаме дефекти во експлоатационите капацитети е најголема нивна заслуга, значи на обичните работи. Да. Саш да ми кажеш дека сега ти на пример ако негде не знам ајде хипотетички збора му карпаш негде да снема вода, ти ќе знаеш преку телефон, ќе видиш и ќе знаеш дека ќе нема таму вода. Да, заради тоа што преку телефон можеме да ги исконтролираме сите работни процеси, односно која пумпна станица работи, моментално што се случува, колкава е нивото на вода во резервари, сето тоа е сублимирано на еден посебен мониторинг систем и со посебен пристап ние можеме со посебен влез на јузери заради тоа што имаме административно различно ниво на пристап, има луѓе кои што можат да го следат процесот, има луѓе кои што можат и да менуваат. Така да може од било кој пристап со посебна IP адреса, со посебен юзер да се влезе во системот и може од тие логови да буквално исклучите пумпа или уклучите пумпа било каде. Иако и на самите експлоатациони објекти имаме луѓе кои што таму работат и кои што го следат работниот процес каде што буквално нивниот фокус и нивната работна задача е да било што се случи е прва превенција, прво пријавување на информации. Да, но ми изгледа многу сложено. Искрено ќе ти кажам, кога заврши факултет и кога се вработив, кога почнав да работам, тоа ниво на опрема тогаш и ова ниво сега ми беше прилично сложено и секој работен процес инженери кога ќе дојдат не можете да ги создадете одеднаш. Да речеме, мислам дека треба едно 2-3 години да некој поискушен инженер работи со условно понеискусен инженер, за да понеискусниот инженер се доведе во ситуација да сам може да носи одлуки во однос на сите технички работни процеси. Во секој успех мислам дека треба да се гради кадар кој што може да наследи, кој што може понатаму да работи. Мене ми требале 2 до 3 години да почнам сам да носам одлуки и тоа е благодарение на тоа што во моментов на секторско ниво човекот кој што мене ми е претпоставен
Многу работи научив од него затоа што он е фантастичен инженер, одличен машински инженер кој што генерално познава многу делови од електроструката, многу делови од градежниот дел, така да едноставно пренесувањето на знаењето е богатство. Мислам дека овој тим од 3-4 инженери кои што работат у нашиот сектор и има уште 3-4 кои што се одлични инженери во останатите сектори, ги носат сите тешки одлуки и на оние сериозни захвати што ги правевме на затварање на железарскиот цевковод во неколку наврати на железарскиот цевковод и еднаш градскиот цевковод. Така да и низ тоа сме поминале во изминативе мои 20 години што работам таму. Ми текнува кога правевме мојот пред неколку месеци имавте еден проблем, требаше да се затвори главниот вентил, така? Дали тоа ти беше најголем предизвик да се? Во работата, да. Да, зборам така. Да, во работата, да, на железарскиот цевковод го затворивме главниот цевковод, тоа е техничка припрема во однос на мрежата за водоснабдување за да се изгради булевар Хрватска. Заради тоа што треба да се поврзе булевар Босна и Херцеговина со булевар Србија. Во делот на Газибаба ќе биде најголемата траса на булевар Хрватски, во тој случај ќе биде оној као прстен од булевари во град Скопје. Моравме да ја истечеме цевката, моравме да затвориме вода затваравме буквално на затварач на главниот цевковод кој што поминува во Лафома, тоа е делот од Алкалоид. Каде? Сите проблеми кои што можеа да се случат требаше да бидат предвидени и превенирани и најголемиот предизвик беше да се пушти вода, затоа што најголемиот ризик по главниот цевковод е пуштањето на вода заради можност од појава на воздушни џепови, можност од појава на хидрулични удари кои што дефинитивно може да го оштетат цевководот. Работевме буквално цел викенд без престан, без да си отидеме дома. И во еден сегмент од пуштањето кој што е во домен на работа на мојот сектор каде што јас припаѓам, мене ми падна задачата да ја ги носам одлуките таа вечер кога се пушташе цевково. Да, беше предизвик и од аспект на замор и од аспект на психичка стабилност во однос на носење на одлуките, ама ја пак ја кажам, значи луѓето кои што работат од техничкиот дел као техничари и као мајстори, многу сум им благодарен затоа што сите инструкции ги прифатија максимално смирено, максимално стрпливо и нивната работа на терен ја сработија одлично и заради тоа захватот се реализираше успешно. Требаше да немаме вода цел ден, а немавме негде колку 7-8 сати. Не, тоа е веќе другиот, тоа е претходниот зафат што го работевме на Никола Парапунов, да, каде што имавме проблем со еден затварач и големо истекување на вода, тоа беше видливо. Тоа беше претходно. Да, и тоа беше претходно, ова зборам за зафатот кој што се однесуваше на другиот дел од Скопје, во кој што захват делови од Радишани, делови од Бутел, делови од Чаир, Железара, Автокоманда, Невизбегово, нема вода. И ние некаде почнавме петок, памтам дека беше, почнавме да работиме со се припремните работи околу 17-18 часот, затварањето го направивме почнавме вечерта на полнок, а стабилизирањето буквално работевме сабота, цела недела и стабилизирањето понеделник негде до вечерните часови беше на цел град, така да без престан бевме цел викенд на работа. Вау. Ај вака, сакам да ми објасниш зашто вака неуко гледам ја на работи, иако читав нешто, пробав да се спремам, ама не ми е баш јасно како функционира водоснабдувањето на град, Скопје колку е, 600-700 илјади веќе? Па според официјалниот попис 520 илјади, меѓутоа добар дел од луѓето во работната недела доаѓаат и од Велес, и од Тетово, и од Куманово. 600 илјади е секако на дневно ниво, мислам. Па реално да. Да. Како функционира водоснабдувањето во град од 600 илјади жители? Зборам од почеток до крај, доека пуштам вода. Значи основата на водот. Знаеш како си замислам ја, тоа као крвоток е препоставам. Као човечки крвоток, имаш цевки милион, натаму лево, десно излага од вамо, таму бунар, едно друго. Ама тоа ми е неуко, онака свеш. Значи основата на водоснабдувањето на град Скопје е Рахче и двете бунарски подрачја Лепенец и Нерези. Да. Два цевковода има главни. Едниот
го викаме, двата се со диаметар од 1600 мм. Едниот го спомна, Едниот железарски. цевковод го викаме градски и другиот цевковод го викаме железарски. Уште на времето кога е граден, главната намена му било да донесе вода од Рашче до Железара. А меѓутоа градот како што се ширел, така се менуваат и потребите, односно се зголемуваат потребите за водоснабдување, така да и тој цевковод сега во моментов се користи за водоснабдување на одредени населени места, односно за водоснабдување на Бардовци, Визбегово, Бутел и Радишани. Така да на тие два главни цевковода имаме примарна и секундарна мрежа која што се граничи онака како што дефинираше ти дека е крвоток и не може да изолираме се да биде, да речеме, на ниво на сегашните граници на општини, бидејќи самите цевки поминуваат од една во друга и се е поврзано и се технички или хидравлични се мултиплицира од едно на друго место. А на дополнувањето на вода во град Скопје во моментов се врши со две бунарски подрачја, Лепенец и Нерези. Едното е на Никола Парапунов, а другото е во непосредна близина на Канал 5. Така да вкупно таму допред неколку дена, онолку колку што е предвидено кога се работени проектите за бунарските подрачја пред повеќе од 30 на години, работеа 5 бунари. Моите колеги направија дополнителен напор заради тоа што градот така диктираше, имаше одредени недостатоци на вода, особено во викендот. Направија одредени напори мимо техничките предупредувања од можни некакви несакани работи да се случат, да не би употребил збор последици, кои што се однесуваат на максимална искористивост на бунарските подрачја. Меѓутоа вклучивме и дополнителни 170 литра во секунда, тоа е максимален напор со подготовки кои што траеа долго, односно е пуштен и 6-ти бунар. И тоа е максимум што може ако добиеме подобри хидролошки години во кои што ќе имаме поголеми врнежи, особено на снег во зимскиот период, и издашноста на Рашче ако се зголеми, тогаш би можеле да одиме и со многу повеќе вода на Скопје, затоа и кога беше оној челенџот на почетокот кога ми ги поставуваше прашањата, одговорив дека може да има вода. Одговорив дека Скопје има потенцијал за многу повеќе. Меѓутоа тоа се два фактори. Едниот е природен, на кој што ние генерално не можеме да влијаеме, а знаеме дека во последните години просечните температури се зголемуваат. Значи веќе сме сведоци дека сме и над 40 степени Целзиусови. Успеавме многу нелогично да си го бетонизираме градот. Сето тоа допринесува до зголемување на температурите буквално на асфалт, што се вика во текот на денот. Изворот Рашче е максимално форсиран, да се надеваме дека оној природниот услов ќе добиеме добри хидролошки години со поголема издашност на Рашче е едниот сегмент на кој што не можеме да влијаеме, а вториот сегмент на кој што реално можеме да влијаеме ако се обидеме да си ја подобриме свест. За жал тоа не го добивме ова лето. Да. Тука мислиш на апелите, препоставам дека што ги упатувавте за нерационално трошење на вода. Па да, ние апелиравме затоа што резултатите секој ден апелиравте. Да, затоа што па немаме ние други ингеренции. Резултатите се никогаш просечно на ниво на еден месец не се движело производството на вода околу 350.000 метри кубни вода на дневно ниво. А сега успеав да ги прегледам резултатите во четвртокот, 24 јули. Производството на вода на дневно ниво во град Скопје беше 358.000 метри кубни. Тоа е само после пуштањето, не сум ги видел од петокот, сабота, недела, ќе ги видам резултатите. Ќе кажеш, ми кажеш дека тоа е во превод некоја математика правев, по речи си 700 литри вода по глава на жител на дневно ниво. Да. Точно сега не знам колку, нели? Ама за жал. Тоа ми нема логика. Има логика, тоа е резултатот. Водоснабдителните норми кои што
Европа ги диктира. Имам и за тоа, само да ти прочитам, извини, па ќе продолжиме. Ајде. Берлин правиме мое за на дневно ниво глава по жител колку троши. Берлин троши 110 литри. Париз 150, Лондон 140, Мадрид 132 литри, а и Мадрид е топло. Копенхаген, добро, Копенхаген данска маса и посвежа, 104 литри. Правиме мое за летни месеци. Загреб 135 литри, еве кај ни е Загреб. Лјубљана 123 литри. Атина 160, Софија 165 литри по глава на жител на дневно ниво. Ние идеме на 700. Да. Мислам, како? Не можам да разберам. Ја не можам да го Ова е објаснам. 4 пати повеќе уствари од просечна европска метропола. Ајде нема да се споредуваме со Копенхаген, нема да се споредуваме со Париз, нема да се споредуваме со Берлин заради драстичните Ами они пијат вода. заради... Не, со Берлин можеме да се споредуваме, неколкукратно поголем град од Скопје и снабдувањето со вода сигурно во однос на нивната примарна и секундарна мрежа е многу поразгрането и представуваат сложени работни процеси за одржување на тој систем и сепак се движат во тие европски норми до 150 на литра во секунда, во урбана средина. Еве да се споредиме со Атина, која што е појужно од Скопје и уште потопло и представува поголем град, каде што оние луѓе кои што биле во Атина знаат дека има и многу тесни делови, тесни грла, улички во Атина. Со качиње што се вика, една кола помени. Сето тоа покажува колку сме ние нерационални. Сето ова што е Атина колку ми ја спомна 160 литра во секунда, кога ќе споредиш со нашите 700 литра во секунда по жител, тогаш ние кажуваме колку сме колективно неодговорни. И дополнителен проблем е што ако си извадил и си направил одредена статистичка анализа која што се однесува на колкава е цената на водоснабдувањето во тие градови. Да. Во добар дел од градовите во Германија знам дека имаат и водомери кои што го мерат протокот на вода на отпадната вода. Значи зборам на онаа канализационата вода и која што им ја собира дури и дождовницата која што од зградите им тече, па после тоа им ја распределува да луѓето ја плаќаат. А кај нас 1000 литри вода или 1 метар кубен вода е некаде околу 16 денари ако не ја вклучиме канализацијата. Ако ја вклучиме канализацијата, тогаш е 31 денар. Сега рачунај дека 1 литро вода отприлика ти е таа цена во продавница од комерцијалните фирми кои што пакуваат вода. Да. Оние шишиња. Добро. Ама ти ја добиваш до дома. Значи за да купиш 1 литро, како се вика кисела вода или обична вода, треба да излезеш од дома, треба да отидеш до продавница, треба да ја купиш и да ја донесеш дома. Ти овдека имаш дома водата за цена која што е буквално 16 денари. И во таква ситуација јас лично не можам да си објаснам како луѓето едноставно се обидуваат да го манипулираат системот. Еве народно кажано да крадат вода. Тоа реално го има тоа, имаше по интернет снимки, имаме секој ден снимки и нашите луѓе се обидуваат. Да, видов нешто. Да ги исклучуваат, да ги предупредуваат. Многу пати се соочували со непријатни ситуации од закани недобро однесување на тие кои што ќе ги откриеме и навистина стварно не можам да сватам затоа што реално водата треба да биде да има социјална цена, социјален карактер. Меѓутоа дека треба да сватиме дека и од тие средства кои што водовод успева да ги наплати, дека треба да се одржуваат и експлоатационите системи, еве инвестирано е во SCADA систем, во нови пумпени агрегати, мрежата мора да се одржува, мора да функционира механизацијата на водовод и навистина стварно не сваќам зошто со една реченица ќе кажам се обидуваме она што природно го имаме како еден од најквалитетните извори за водоснабдување, ние сакаме да го уништиме. Знаеш некој човек што троши 700 литри вода на ден? Мислам дека не е возможно човек да потроши 700 литри. Тоа ми е мене чудно, као. Од кај доаѓаат онда овие бројки? Затоа што има во делот на Скопје, особено во куќите, каде што луѓето сакаат да си го полеваат дворот, сакаат да си наполнат базен. Има луѓе кои што имаат, не знам зошто така, особено во, ајде да речеме, ние делови од градот кои што веќе се дел од град Скопје, ние сме научени да ги викаме као селски населби. Станува збор за луѓе кои што сакаат да манипулираат со водата, да крадат и да сполеваат пластеници, да полеваат ниви.
Така да, има и таков склоп на луѓе кои што штом дојде 18, 18:30, 19 часот, го вади цревото и го разладува асфалтот. Не се свесни дека на оваа температура дополнителна влага го отежнува начинот на функционирање на дишење. Нивната перцепција, нивната филозофија е дека станува збор за разладување, што едноставно тие луѓе кои што имаат во тој момент вода не се свесни дека на некој, особено на повисоките зони во град Скопје, нема вода прават проблем. И дополнително никој не ни е крив затоа што град Скопје е бетонизиран максимално. За жал. И продолжува тоа со енормно темпо, кое што ние навистина треба да одлучиме, сакаме да живееме во град во кој што водата е привилегија, или сакаме да живееме во град во кој што водата како основна потреба на човекот ќе ја немаме и ќе си одиме у продавница да си купуваме вода. До догледно време говорам. Дојавме сега можеби до клучниот момент, дали урбанизацијата е усвари најголемиот проблем во град Скопје? Односно никнувањето на згради кај што треба и кај што не треба и зајде да не. Ја тоа така го чувствувам и ова е мое индивидуално мислење дека реално е да. Заради тоа што мислам дека ние како што се обидуваме да го развиваме генерално урбанистички градот, тоа нормално дека треба не го развиваме, не го уништуваме. Да, меѓутоа зборам ако би било секако што се по некои нормативи и технички стандарди, особено градежни стандарди. Никој во Македонија, ниту пак во Скопје не ги прозива оние луѓе кои што работат буквално на деталните урбанистички планови, односно луѓе кои што се по професија градежни инженери, архитекти, односно сега не навлагам у тој дел на професијата кои што ги цртаат оние коцкички, оние маркички јасно, за изградба на згради, затоа што они се свесни што прават, бидејќи нивниот степен на образование добиле одреден степен на образование кај што треба да кажат и ова не може вака и не може да има овдека зграда или главниот проблем е што урбанизацијата на градот со изградба на згради односно оној дел од градот каде што значи технички инфраструктура, водоснабдителни системи, цевки за вода, цевки за канализација, приклучоци за струја, соодветни улици, зелени површини, сето тоа не го следи, односно не ја следи урбанизацијата. И сега веќе се доведуваме во една ситуација во која што имаме генерален проблем во повеќе сегменти од своето живење. Тешко наоѓаме паркинг во град Скопје. Немаме зелени површини, зимно време е екстремно загаден воздухот, дури опасен по здравјето на луѓето. Оваа година веќе се појавува одреден степен на намален притисок во одредени временски интервали од градот и намалено водоснабдување, односно снемување на вода. И не знам дали ќе проработи свеста да едноставно кажеме стоп. Добро, чекам се кога пуштат во потреба некоја зграда, нели имаш она технички приеми така натаму, така. Тука нема некоја консултација со водовод, не сте вие некако уклучени во целата таа приказна? Да, ние сме уклучени во целата приказна околу делови кои што се однесуваат на приклучување со вода. Со вода. Меѓутоа при генерирањето на урбанистичките планови, сите урбанистички планови стојат дека ние ќе направиме нов цевковод, ќе направиме нов резервоар и сега луѓето при носење на такви одлуки, они ги гледат инфраструктурата која што е ставена во целата проектна документација и во однос на своите ингеренции се наоѓаат во одредена ситуација во која што не можеме ние да влијаеме директно колку и да сме се обиделе за подобрување на одредена канализациона мрежа или за подобрување на одредена инфраструктура. Нашата работа е од водата што ја наплаќаме, говорам за водовод, основната цел е да ја одржува постојната мрежа, а изградбата на нови капацитети за водоснабдување и за одведување на отпадна вода го градат самите, односно ги градат самите општини. Тој дел со начинот на кој што се врши урбанизацијата во град Скопје не го следи. На пример, дали ти текнува која е последна населба у Скопје која што е изградена буквално на
правилен урбанистички принцип со сите можни сегменти на урбано живење. Види, на тоа не ми текнува, ама затоа ми текнува на наслова што е целосно спротивно со тоа што го кажа Хром. И 20 имаме таму пријатели, знаеме колку проблеми имаат со водата. Таму уште згради се прават. Сега ќе ти ги објаснам двете. Значи, ја што го кажав, као што те прашав, последната населба која што е изградена по одредени стандарди е Радишани. Веројатно е Радишани. Изградена е на север, градена е во 80-тите години. Стара населба, да. Не, во 80-тите години е градена со типски куќи, каде што делот Бутел не беше толку многу урбанизиран, требаше да се помине одреден празен простор на делот кој што го кажуваат расадник кај што е, каде што е нели лозарството како го викаа. И ќе доеш до населба во која што сите куќи се типски изградени. Има неколку згради на почетокот, тоа е тие згради се изградени не дека во тој момент им било неопходно да има згради, туку само да се разбие монотонија на изгледот на самата населба, а е градена од страна на фабрики кои што се во град Скопје, во Македонија, значи го има и економскиот аспект на тоа кој е градел, значи не дошле луѓе од странство да ни градат, па да имаме одлив на пари. За Кина е тоа друг муавет. Кина има најбрз технолошки развој во моментов и мислам дека ги надминува реално сите и тоа е успешна приказна како они урбанистички функционираат, затоа што имаат вода само не ми јасно како имаат толку вода за толку луѓе. Затоа што ја прават прво инфраструктурата. Дополнително во таа збориме во Радишани има и социјален карактер затоа што дел од тие куќи се давале на луѓе кои што работеле во тогаш во фабриките за да можат да оформат фамилија, да оформат семејство, да изгледаат деца и е инфраструктурно изградена многу паметно затоа што имаш мини трговски центар, имаш училиште основно и имаш детска градинка. Зборам за 80-тите години. И е однесена на север во градот. Не направиле таква населба да ја натрупаат во центар, во Кисела Вода или во Ѓорче. И делот од таа инфраструктура таму во однос на водоснабдувањето е најдобро решено. Во Радишани имате 1, 2, 3, 4, 5 резервари за вода, вклучувајќи и Кучевичка бара. Ако водата успее да стигне во Радишани никогаш нема да има проблем со вода. Зборам ако ја донесеме од Бутел, од главниот цевковод да ја препумпаме до Радишани. Има еден резервар во пумпната станица. Зонирана е Радишани на 3 сегменти, значи во делот на она што го кажуваат на селбата има еден резервар, има дополнителни 2 резервари кои што се посебно сегментирани во делот на селбата која што поминува преку Серава. И има посебен резервар кој што е изграден за делот од Кучевичка бара кој што е дел од Чучар Сандел. Значи и пумпена станица која што има 4, 3, 7, уште 3, 10 и 2, 12 пумпи. 12 пумпи. Да, значи буквално, сега сите тие се со различен капацитет, нормално колку што се потребите, меѓутоа е последната населба во Скопје која што е изградена плански, значи седнуваме, планираме све, инфраструктура на северна делот од градот, значи не го трупаме центарот на градот, планираме водоснабдителен систем, има економски ефект затоа што е градено од треска како носител на тие градежни работи, фабрика која што било у Скопје. Дел од тие куќи им се давани по социјален принцип на вработените да ги отплаќаат долгорочно или да плаќаат некои минимални кирии таму. Има училиште, има градинка, значи од тогаш навака јас не гледам дека е изградена некоја населба во Скопје буквално плански. Таму застанавме. Што се однесува ако направиш паралела со Хром, во Ѓорче Хром е најубавиот дел за живење во општина Ѓорче. Беше. Сега, за разлика од тој дел на Хром, сега во Хром буквално никнуваат многу згради. На која инфраструктура? На истата инфраструктура која што претходно постои. Зборам истите улици, проблем со училиште кое што повторно го импровизираат, било за мали дечиња од 1 до 4 години, па сега го надградуваат, па ќе градиме зграда која што не е по некакви стандарди. Па паркинг простор не може да најдете во Хром, значи да влезете во Хром и додите негде на гости, ќе му касните на домакинот пола сат, затоа што во Хром барате паркинг место. И од кога се гради максимално Хром, значи буквално секој ќоше, секој зелен дел и се изградија згради, сега веќе гледам и на оние старите згради кои што се градени крајот на 80-тите, сега ќе правиме ние надградба. Океј, дали во Хром
имаат луѓето летно време проблем со водоснабдувањето и сега дали во Хром ние го решаваме тоа? Дали има во Ѓорче направено висока зона? Дали има во Ѓорче направено нова пумпена станица? Нели Нерезија е блиску? Добра. Бунарот? Да, ама бунарот импутира вода во главниот цевковод. Значи бунарот го гледаме како бунарот го гледаме како изворишно подрачје. Да. Сакаш ми кажеш дека за Хром решение Види, за Хром решение во овој момент во вакви услови вака не гледам некоја. Освен се сите пумпи да имаат згради па да влечат некако, не знам, ама и тоа колку е долгорочно правилно и тоа е решение кое што ќе го реши прво и основно што треба да се направи во Хром веќе да не се издаваат градежни дозволи. Тоа е јасно. Сега збориме ова на прва топка како се вика. На шут. Второ е дека може општината да индивидуално влие на субвенционирање на индивидуални пумпи за колективните стамбени објекти, односно за зградите, затоа што во Македонија постои закон со кој што се дефинира колективното домување. Односно тоа се заедници на станари или ние популарно како што сакаме да кажеме куќни совети. Сите тие заедници на станари, сите тие куќни совети дефинитивно доколку обезбедат оператор економски кој што ќе им набави пумпа, ќе им направи проект како таа пумпа да се стави за да можат луѓето на повисоките делови од зградите да имаат вода. Тогаш во тој случај може да се субвенционираат пример до 30.000 денари. Сето друго да си го соберат они заедно. Едноставен принцип, прв поднесен, прв услужен. И ја мислам дека со милион денари, доколку се издвои буџет од милион денари, тогаш можете да решите 30 влеза или 30 заедници на станари со по 30.000 денари, тоа односно до 33.000 денари, тоа се некаде 500 евра општината да субвенционира, би решиле 30 влезови. Тоа е примарното решение. Второто решение е изработка на реализација на проект за висока зона во Ѓорче, односно зборам во урбаниот дел од Ѓорче, кога збориме. Како мислиш висока зона? Затоа што нели во Ѓорче веќе градиме згради и сега нас ни треба резервар кој што ќе го зголеми притисокот, односно од ниската зона од главниот цевковод да се земе вода преку препумпување да се стави вода во резервар и преку тој резервар да се изравнуваат дневните неравномерности за водоснабдување. Зашо никој не го прави тоа? Најверојатно затоа што или имаат одредена недостаток на волја или недостаток на храброст за реализација на проект. Мислам дека фокусирањето на издавање на градежни дозволи максимално е погрешно донесен закон, но мислам дека отприлика и тој закон е 10 години, кога самите општини се препуштени да главното финансирање во општината им биде од комунали, односно на издавање на градежни дозволи. Сето тоа од една страна допринесе да се форсираат градежни дозволи, за да може да имате прилив на средства во буџетот на општината. Меѓутоа, тој закон е така конципиран да лукративно ги мотивира дополнително за нечесни лукративен пристап кон издавањето на градежни дозволи, цртање маркички и такви работи. Ние мора да ги мислам дека како совест у град Скопје, луѓето мора да ги повикуваме сите оние кои што надвор од својата професија во самите општини ги цртаат тие детални планови и ги усвојуваат самите детални планови. Затоа што реално се свесни како треба да се развива. Вака убаво звучи кога ќе го кажеш. Да, ама страшно звучи кога ќе знаеш дека во истата општина која што ја спомнам во Ѓорче дека ќе се изградат 30 катници кои што се во втора заштитна зона на бунарско подрачје Лепенец и која што одлука буквално луѓето у Ѓорче Петров се разбудија де факто со донесена одлука преку ноќ. Страшно. Ајде да се вратиме малце на генералниот проблем.
негде дали ти спорна или кажа или ја негде прочитав дека Рашче максимумот е 3000 литри во секунда. Не, тоа е во моментов. Не е А, или во максимум. моментов? Не, тоа е во моментов. Рашче има потенцијал за добра хидроложка Ама тоа година. се правиме мовет ако ако има снегови дождови. Да, затоа што сега Рашче е некаде пониско нивото во каптираниот прв простор, односно во каптажа 1 е пониско нивото и од 70 на сантима, мислам дека е некаде околу 68-67,5. Упрево тоа значи дека да, иначе Рашче јас сум го видел и многу луѓе го виделе кога има прелив, тоа е сериозна количина на вода, значи Рашче може да надмини и 5.500 литри во секунда, меѓутоа ако имаме самите добра хидрологија. Јас знам години наназад, бидејќи работам 20 години во водовод и цело време сум у оваа проблематика, значи во овој сектор, кој што го спомнав на почетокот. Затоа кажа дека имаме потенцијал за милион жители. Баш така, јас сум го видел Рашче со огромен прелив, каде што буквално заради тоа што паралелно со Рашче поминува и Вардар, водата која што прелива од каптираните простори на Рашче на одреден дел каде што се сретнувате појако од Вардар. И буквално тоа е начинот на кој што тогашните многу мудри и паметни и образовани инженери го испроектирале да направат буквално секаква заштита на водата за пиење. Добро, што би се случило сега ако го преоптовруваме, сега хипотетички пак зборам, го преоптовруваме, Рашче имаме пак и другата година хидролошки лоша како оваа и целаме до максимум. Долгорочно тоа издржливо? Со лоша хидролошка година не, заради тоа што прво ќе имаме проблем со водоснабдувањето, затоа што технички се истрпени сите можности за водоснабдување ако не се обидеме рационално да ја користиме водата. А од друга страна ние генерално ќе се доведеме во една ситуација да многу ризикуваме. Значи тоа е природен извор кој што со максимално форсирање, тој природен извор е зафатен и е каптиран од повеќе помали извори, сега пластично ако се обидам едноставно да објасниме. Меѓутоа со максимално форсирање никој не може да знае дека под жеден нема да најде таа количина на вода одреден негде друг пат или негде да избие надвор од каптираниот простор. Така да тоа е таму буквално. Сакаш да кажеш дека ако се преоптоварува и понатаму долгорочно може едноставно волава ќе си најде некој полесен пат и те да, или постојано ќе се намалува, и Скопје ќе остане без вода. Да, ќе се намалува издашноста и реално тоа ќе биде генерално голем проблем. Добро, зашо имаме само 2 бунари во Скопје? Како? 2 бунари имаме само. Не, 2 бунарски подрачја имаме. Добро, бунарски подрачја. Зашо само 2? Зашо не е уште едно? Да, и тоа треба да биде предмет на истражување, предмет на проектирање. Двете се лепенец и нерези. Да, ние треба да размислуваме за алтернативни извори. Ја и кога зборува во Советот на град Скопје, поради тоа што советниците на советничко прашање побара не само да ја прикажеме моменталната состојба, туку генерално побара и решение. И решение. Ја ги спомнав решенијата, ние мора да размислуваме за алтернативни извори за вода, односно за каптирање на Патишка река, потенцијално постои можност за врело да се испита таа вода и во однос можеби ќе треба да се изгради фабрика за водоснабдување, заради тоа што фабрика. Потенцијално Рашче е природно богатство кое што го има Македонија, особено природно богатство кое што го има Скопје. А водата само се хлорира. И со исти квалитет е водата од двете бунарски подрачја. Меѓутоа, добар дел од големите градови пијат вода после преработка на водата во цел фабрички процес. Белград пие вода од бунари и од Сава. Таму има фабрика Макиш, каде што буквално речна вода ја преработува за да дојде до степен на квалитетна вода за пиење, односно од речна вода до питка вода и да се дистрибуира до луѓето. Ние имаме природно богатство каде што во моментов Рашче и двете бунарски подрачја Лепенец и Нерези единствен хемиски процес кој што е само заштитен, односно ја штити водата, е само систем на хлорирање со гасен хлор. Додека сложен е тој процес на фабрика за прочистување на вода да ја донесеш до ниво на питка вода и можеби на врело ќе треба така. Треба исто така се каптира, да се размислува за каптирање на Патишка река и за изнаоѓање на начини за дополнителни
бунарски подрачја во град Скопје. Во историјата на водоснабдувањето во градот, во Драчево, во непосредна близина на оној голем простор кој што го има Охис, имало бунарско подрачје и имало бунарско подрачје покрај железничката пруга во Бутел. Меѓутоа, после тоа се бунари кои што имаат многу мал капацитет, по некои 15 на 20 до максимум 30 литра у секунда, што веќе е мал капацитет, меѓутоа и водата дополнително не го задоволува оној основен квалитет кој што е потребен за Охис. Знаеме, за Бутел можеби треба дополнителни обиди, затоа што знаеме дека ако во одредени ситуации ви е загаден воздухот, ако имате поедино загадување на почвата до 80 сантиметра длабочина и се однесуваме неодговорно секаде фрламе ѓубре, тогаш колкаво време ќе треба да и она што е чиста питка вода да дојде до одредена ситуација која што е несакана во однос на квалитетот. Усвари, вака, генерално кажано, од моја гледна точка, значи, има Скопје вода, има колку сакаме вода, само проблемот е што не знаеме како да ја користиме. Претпоставам дека ние сме малце поголеми кривци отколку тоа дека е кривец расче, дека нема вода или дека не знам што како. И уште една работа, природата никош не може да биде кривец. Да, добро, може ако не врне нели ова, но меѓутоа генерално ние кривци. Моето ми е ти имаме патишка река, така. Добро, зашо не иницирате таму да се инвестира? Иницирано е. И? Значи, јас кажав, ингеренциите на водовод се... Дојавме до парите. Генерално, ако се размислува одговорно и ако се носат одредени правни нормативи исправно, со долгорочна стратегија која што ние реално постојано ќе ја следиме и ќе ја надградуваме, не да се однесуваме кога јас ќе треба да одлучувам за одредени работи, тоа што ти пред мене си сработил не чини, туку треба да дојдам и да продолжам таму да работам. Ние на секои 4 или 8 години правиме нови стратегии, нови размислувања, што генерално е погрешно. Секоја промена на власт во превоз. Па реално да, и во една таква ситуација се доведуваме да ние секогаш се наоѓаме на почеток. А еве сега на пример генерално ќе споменам неколку работи кои што се многу битни за да си го подобриме водоснабдувањето во градот. Добро. Треба да размислуваме за каптирање на патишка река и тоа не е нова идеја. Значи таа идеја е веќе подолго време постара идеја, исто и за изворот Врело. Меѓутоа ние мораме да бидеме проактивни во таа ситуација, зборам сите институции, да се направат дополнителни испитувања, да се разговара за проект, за студија. Тој проект кој ќе се направи, не да кажеме се овој проект не е добар, дајте сега нов ќе правиме цело време ние да се враќаме на почеток, туку едноставно да се тера работата, да се прави финансиски модел како тоа да се isfinansира, да се ставиме рок до која година ние ќе имаме алтернативен извор во град Скопје и тоа е логично, цивилизирано и правилно планирање. Меѓутоа генерално, еве ајде повторно ги спомнавме општините, спомнав за делот Бутел, односно за Радишани, спомнавме за Ѓорче Петров, еве ајде јас ќе ја спомнам сега во моментов центар и сега во центар моментално се гради зграда која што неколку пати ќе ја препумпува водата, ќе ја зима од ниска зона, тоа е зградата која што се наоѓа Карши градски трговски центар, односно Карши Холидин хотелот. Кај паркингот што беше. Сега тоа е дел од општина центар, меѓутоа дел од општина центар е и водно. И сега ние од водата од ниска зона ќе треба да дојде до некаде кота висинска каде што е Кочо Рацин школото. Добро. И да се наполни резерварот и неколку кратно, но 3 пати ние да ја препумпуваме и да високиот дел на водно има вода. Ама сега ние тука ќе ставиме, не знам, дополнителни 5000, 6000, 10000 жители, не знам, не сум направил некоја математика, тоа што се гради таму. Сигурно, да. И тие ќе земат вода дополнително од ниската зона. Како ние ќе добиеме вода генерално во водно? Сега, меѓутоа постои проектно решение, проектна идеја која што се однесува за втора јужна зона. Односно зборам за водно. За водно. Сега, ако
се гради нова дополнителна зграда, тие платиле комунали во самата општина. Така. Општината треба да тргне да се охрабри и да тргне во изградба на тој капацитет. Второ, ние веќе во градот имаме ситуации кај што дискутираме за елитни населби. И са елитна населба е Бардовци, елитна населба е Водно. И сега ајде да зборуваме за што е елитна населба. Елитна населба е по куќите, по колку вреди 1 метар квадратен Дали таму. има вода или нема? Да, ама во Бардовци, како дел од општина Карпош, тие кои што изградиле, имаат се финансиски помокни, изградиле побогати куќи или попросторни куќи, имаат базени или било што, платиле одредени комунали. Так. А системот за водоснабдување во Бардовци е кога Бардовци било село, не збориме за како сега што се кажува наводници, кажувам елитна населба, имаме хидрофорски систем кој што во тоа време снабдувал 150 до 200 куќи. А сега имаме таму Кога ние ќе разговараме за нова пумпна станица, кога ние ќе разговараме за нов резервар. Сега, ако веќе шириме урбанистички, затоа ја спомнав Радишани, последната населба која што е изградена плански во сите можни сегменти на живење. Зошто сега тоа не го направиме? Тоа е правено пред Македонија да стане самостојна држава. да. Значи нас или Водно колку повеќе се прошири и Водно колку повеќе се изгради. Водно е цела планина веќе изградена. Така, значи мораме Тута ние згради правиме нови. значи мораме да размислуваме за нови пумпни станици, за нова примарна и секундарна мрежа. Меѓутоа, носењето на одредени правни нормативи што државата, ако се вратиме 2 децении наназад, ги донесе како законски услови за инфраструктурата во градот се многу лоши. Да. Не знам, ја долгорочно вака не гледам некој решение дека ќе биде подобро ако продолжиме вака со ова Ако си го темпо. смениме менталитетот, тогаш ќе се спасиме генерално. Тоа да, дефинитивно. Интересно ми е, ако ништо друго, барем добро е што имаме алтернативни извори. Не, имаме можност за алтернативни Или извори. да, можност. Сега немаме Да. алтернативни извори затоа што не сме дошле до искористување на тој воден потенцијал. Значи врело е повторно воден потенцијал од дополнителниот прилика 1000 литри у секунда. Дали би се решил најголемиот проблем? Сега вака, као, може нема да звучи баш прифатливо, не е прифатливо ни за мене, ама ајде ќе те прашам, дали ќе се реши најголемиот проблем со водоснабдувањето ако поскапи водата? Или ако се стаи, например, данок за полнење базени, за не знам, ајде, за други работи, за прскање бетон, ама тоа па не можеш да го контролираш. Водата во моментов, значи јас кажав 1000 литра вода ја добивате за отприлика 16-17 дена. Да, окей тоа. И треба да е така реално, затоа што ти убаво рече преска, тоа е социјален карактер, треба секој домаќинство да има пивка вода. Да, меѓутоа однос од 700 литра по жител и обиди за манипулација на системот, Крадење и така натаму. превод значи неблагодарност кон она што го имаме. Точно. Од друга страна не може јавниот државниот капитал да биде основа за зголемување на приватниот капитал. Тоа ќе го потенцирам и со одреден пример што се случува со самото јавно предпријатие околу плаќање на енормно високи сметки за струја. За струја. Процедурата за промена на цената на вода е буквално математичка процедура која што согласно редено дефинирани правни нормативи ја донесува регулаторна комисија. Затоа што и делот за одредување на цената за вода е во делот на РКЕ, на регулаторна комисија за енергетика. Да. И во поедини неврзани разговори кои ќе сакам да се нашалам, тогаш во тој случај ќе искоментирав дека ако беше водовод приватна фирма, тогаш цената на водата ќе најде начин да ја менуваат постојано. Секој третен, као бензин, за 2 недели. Затоа што не, на 2 недели имавме за нафтените деривати, меѓутоа кога почна тоа берзите да бидат варијабилни, тогаш си го сменија правилникот и сега И можат на секои 2 сата да сменат да. цената на нафтените деривати. Цената на струјата ја менуваат два пати годишно,
Меѓутоа, прилично сложена процедура е во однос на сите ингеренции на Управен одбор на водовод, на град Скопје, прикажување на трошоци, прикажување на инвестиции, за да регулаторна комисија за енергетика се доведе во однос на промена на цена на водата. И нормално тука има секогаш елемент на кој што треба да внимаваме, водата сепак треба да има социјален карактер и да биде пристапна до луѓето за да можат едноставно да си ја платат. И реално во цените на сметката за вода, најголемиот дел, ако ја земете глобално да ја гледате цената за сметка за вода, помал е трошокот за вода отколку што го плаќате издатокот за собирање на смет. Така да генерално мислам дека таа одлука треба исто така се направи да не зависи од политички одлуки. Сум размислувал и имам некоја таква идеја за модел, сега не знам колку време имаме за да се објасни тоа. Меѓутоа, генерално мислам дека проблемот и водовод ќе биде многу по финансиски кондиционно. Да? Имаме време, кажи, молим те. Да, ќе бидат, окей, ќе ги кажам тие идеи, ќе биде дефиниран. Сега можеш да замислиш дека еден од темелите на водовод кој што се растресува е само заради високи енормните сметки за струја. Водовод е јавно претпријатие кое што врши основна јавна дејност за водоснабдување во главниот град на државата. И има цена за вода таква каква што е, со која што треба да ги задоволи сите своји потреби и да го одржува системот, меѓутоа и да го администрира целото претпријатие. И имате ЕСМ, која што е државна фирма за производство на електрична енергија, која што во одредени делови од периоди од годината, од денот кога има недостаток на струја, плаќа скапо за да увезе струја од соседните држави или од европскиот глобален систем. И сега имате државна фирма која што ви произведува струја, а имате овдека јавно претпријатие кое што е градски државен капитал, основен јавен интерес кој што купува струја на берза. Каде што референтна берза до сега му беше Хупекс, од сега ќе му биде Мемо. И сега замислете, вие се наоѓате во одредена ситуација во која што во постапка за јавна набавка учествуваат снабдувачи со електрична енергија. Тоа се двајца, тројца, четворица паметни дечки, инженери кои што седат пред компјутери, тргуваат со берза, меѓутоа нивната фирма никогаш не може да отиде у загуба, зборем од страна на водовод. Затоа што надавањето на постапката за јавна набавка е маржата, односно наоколку колку што ќе заработите. И сега тој систем толку си го издиференцира, каде што претходно се надпреварува со маржи 3, 3,5, 5, 6, 7, сега стигнуваме до маржи од 20%. Од 15 до 20%. И они не можат да бидат у загуба од страна на водовод, затоа што ако е, не знам, 100 евра за мегават час електрична енергија на Хупекс берзата, они вас ви ја продаваат по 120 евра за мегават час, пошто нели има 20% маржа. И сега водовод, заради своите пумпени станици, заради електромоторите кои што ги погонуваат пумпите и бунарските пумпи од двете бунарски подрачја, имате отприлика околу 23.000 мегават часови потрошена електрична енергија на годишно ниво. Тоа е многу. Така. Значи во летниот период стига сметка за струја плюс дистрибуција за Евана отприлика од помеѓу 25 милиона и 30 милиона денари месечно. Во водовод. Да. Сега, на оваа математика, ако водовод би добил одредена цена која што би добил, да речеме, од ЕСМ продажба, која што е државна фирма, ако државата тогаш водовод во тој случај, која што би била повластена цена, затоа што водовод врши јавна дејност, тогаш водовод ќе може да ги планира трошоците, затоа што ние сега сме јули, од кај знаеме ние во ноември колку ќе биде цената на берзата. Така? Да, може да порасне, и водовод во одредени ситуации, од кога почна либерализација во 2013 до 2025 година, водовод во одредени ситуации во односно пред либерализацијата плаќаше 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 евра годишно за струја, сега достигнува и до 6 милиона. 5,5-6 милиона. Сега некој ќе каже годишно. Да, и сега некој ќе каже сега покачена е цената за струја без разлика на се. Еве да искалкулираме дека разликата за еден мандат од 4 години е некаде 4 милиона евра годишно, кои што може да се заштедат. Во тој случај за 4 години се 16. Јас верувам дека 40 до 50 милиона евра
можеле да се заштедат само со овој нерационален закон, каде што, пазете, основата на законот кога го донесува е за да излезе водовод на слободниот пазар е само дали има поголем број од ПС вработени. Има и дали има 2 милиона евра финансиска актива во текот на една година, нормално дека има. Има, да. Значи нема избор. Ако сега не ќе додите на овој пазаров, ќе ве става да бидете снабдувач со нужда, ама па исто, Хупекс плюс 50%. Лет. И сега 50 милиони. И сега 40 до 50 милиони, ако ги земеме за одреден опсек од 13 години, тогаш во тој случај ете ги парите се каптира патишка река. Не ти треба кредит, не ти треба Европска банка за обнова и развој. Ги имаш парите. Така, значи буквално да земеме едно ливче и да напишеме 50 милиона евра, го земеме ливчето, го искинеме, го ставиме у корпа. Тоа е буквално случајно од 2013 до 2025. И кажете ми кој е крив? Дека некој кој што менаџирал водовод за да се навратим, имало различни менаџерски структури, политика и без разлика на се. Јас очекувам дека сметката сега за јули ќе биде приближно 30 на милиони денари, односно околу 500.000 евра, затоа што сите максимални капацитети се уклучени. Ние во ваква ситуација самите си носиме. Пазете, самите си носиме такви закони и сега во оваа ситуација во која што дебатираме. Вакви сте, такви сте, нема вода, како не ви е срам, ова правите, она правиме, ние кажуваме сега реално што правиме, се договоривме да излеземе со апели во однос на нашите ингеренции. Знаете кој има корист? Ниту водовод, ниту граѓаните кои што во одреден временски интервал имаат намален притисок или недостаток на вода, има корист само снабдувачот со електрична енергија, тоа е фирма од 3-4 луѓе, кои што на крајот на месецот ќе земат 500.000 евра. Што правиме моја? Така? Види, на тоа мора да му да е крај некојаш. Мислам, нема ни логика тоа да се... Значи, тоа веќе се обидуваат сите јавни предпријатија кои што вршат водоснабдување во Македонија, преку Атком, тоа е Сдружение на комуналните предпријатија, да се обидат да иницираат нов начин како тоа ќе функционира. Значи, не може вие да плаќате значи, имаше делови во 2022-2023, каде што на берза имаше одредени денови кај што струјата беше 800 евра за мегават час. Сега некој ќе се навратиме наназад и ќе каже да, имало и кога била 50 евра за мегават час. Меѓутоа, финансиската несигурност, која што не можете однапред да ја предвидите со колкава сума на средства ќе имате издатоци, како можете вие да го планирате понатаму одржувањето и администрацијата за функционирање на самото јавно предпријатие. На тој начин, реално ние сами се буткаме, се доведуваме до еве сега уште една работа. Значи сите оние луѓе кои што имаат заостанат долг за водата, иако е таква, ја администрираат преку адвокати и нотари. Морате така, водовод не може да поднесе тужба доколку вие должите за вода и не сте ја платиле во период од, не знам, една година. Не може директно правникот у водовод да подпише без да му испечатира адвокат, нотар, не знам што овон. И каде да тие, сега може да замислите да имате, не знам, десетина илјади опомени, тужби и такви работи. И сега од долговите, кој има најголема корист? Од долговите најголема корист имаат правниците, односно адвокатите, нотарите и извршителите. Извршителите во крајот. Значи ние свесно со тој закон кој што е донесен, правиме одлив од државниот во приватниот капитал и ние не се заштитуваме сами себе, односно не го заштитуваме нашиот колективен интерес. Како ќе опстанеме? Никако. Така да... Луда работа. Ми ги отвори малце очите, мора да ти кажам. Се обидувам од преска да најдам нешто со кое што нема да се сложам со тебе. Тешко ми оди. Да гледам да разговараме на твој терен, тебе што ти е професија и мене би ми било тешко. Да, вака не осеќам дури да најдам нешто ти ме патосираш. Не, само дискутираме така да реално мислам дека и ние имаме простор за многу за подобрување. А кажи ми, другиве градови, зборам. Добро. Имаат проблеми со водоснабдување? Па Тетово лежи на вода, има проблем, ама веќе се навикнати па китат. И Тетово има проблем. Да.
Како бе тоа? Така? Ама од тие валјда има заради стара мрежа или нешто. Сега не знам технички, не можам да дискутирам нешто што не знам и да се опуштам во таква работа. Добар дел имаше наназад кога ќе се вратиме со години имаше водоснабдувањето проблем во Прилеп. Ја мислам дека го реши. Ама не, таму се веќе нема. Сега во Струмица имаше, знам дека во зимскиот период се недоразбирање околу тоа дали е квалитетот на водата добар или не добар, па нели им кажа дека водата не е за пиење, па Центар за јавно здравје испитуваше. Да. Така да Добро, генерално, тоа е веќе као... Да, Охрид стално е критикуван околу канализационите системи, системите за прочистување на вода и такви работи. Така да, технички гледано, водоснабдувањето не е едноставна работа за да го држите стабилно и пред се во секој аспект, и во канализационен и во делот на водоснабдување. Кажи му уште за квалитетот на водата. Пријеска во неврзан разговор пред да почнеме за снимање ми кажа дека сме едни од најдобрите во Европа. Квалитетот на вода, ако го гледаме во однос на сите главни градови во Европа, да. Бактериолошки, хемиски, структурата на молекулата, на формулата на самата вода е втора по квалитет после водата од виење. Не го кажуваме тоа ние за да бидеме фалбаџиски настроени, тоа го кажуваат еминентни лаборатории кои што имаат висок степен на ниво на акредитација. Така да изворот Рашче представува природен извор кој што можеби единствениот сегмент во кој што водата во Виена е поквалитетна е само сегментот на тоа што водата е бигорлива. Да. Знаеме дека тоа представува одреден здравствен проблем на луѓето кои што се склони во бубрезите, во жолчката да се складираат камчиња. Да, ама тоа не е... Да, меѓутоа тоа се сите сегменти кога ги споредувате одредени води. Предходно во разговорот ја спомнав отворено дека Белград има фабрика за преработка на вода. Маки, сега замислете ние да земеме од Вардар вода. Со тоа што Вардар не е пловен за разлика од Сава. Да земеме сега вода од Вардар, водата да ја преработиме во фабрика и повторно да ја пуштиме во систем. Сигурно Скопје не би бил втор град, главен град по квалитет со вода да се бањам се. Но мислам дека генерално ние се обидуваме да се играме со природен дар кој што е огромно богатство. Може вака да спориме уште многу, ами јас мислам дека време е да привршиме и да ни даеш една порака, односно дали ќе упадиш апел оставам на тебе, или па можеби не уште еден челендж да му направам, така? Да, ај уште еден челендж пред крај. Па после апел. Ајде. Ова ти е вајдо милена тема у твоите подкасти. Да. Добро. Значи, вака имаме сценарио како ти би реши. Ја ти кажувам сценарио, проблем, ти го решаваш проблемот. Okay. Ама у една реченица? Па побрзо без не мора една, ама нека е три. Добро. Да. Не е сега сложени проблеми, не знам што ќе снемува вода или ова. Значи вака идеме. Општина одобрена нова зграда. Добро. Нема доволен притисок. Што правиш? Тоа веќе го одговори Прејеско ствари со Мора да го реши. Ја да сум тој кој што одлучува, ја би направил ревизија на самите детални урбанистички планови. И мислам дека ние пак си направивме проблем законски со генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план у Скопје треба да се носи на секои 10 години. Сега замисли каква е одлуката, еве ќе ти го кажам одма решението. Они донесоа одлука со која што генералниот урбанистички план ќе биде во сила додека не се донесе наредниот генерален урбанистички план. Може тоа да биде 50 години. Така. Ај сега, зошто не донесоа одлука дека нема да се издаде ниту една градежна дозвола во град Скопје додека не се донесе новиот генерален урбанистички план? За 2 месеца ќе го донесе. Генералниот урбанистички план. Да. А сега им одговара. Сега не е донесен генералниот урбанистички план. Цртајте си маркички колку што можете, цртајте си урбанистички четврти. Истите тие многу едноставно ќе се изгласаат во било кој совет во самата општина и генерално ќе се доведеме во ситуација во која што ќе имаме нови згради без инфраструктура која што би го следела таквиот урбанизација на самиот град. Ќе трошиме повеќе струја со пумпи, со чуда, со едно, со друго. Така. Идеме да. Пукната цевка во центар во недела наутро. Добро. Што се дешава?
Што правите? Водовод канализација Скопје има 24 часа дежурно информативен центар, а Водовод и канализација Скопје има постојано дежурен пункт. Тој дежурен пункт е попладне во работните денови и дежурен пункт кој што е за викендот. Одма излегуваат на терен. Ние меѓусебно оперативно имаме систем на кој што комуницираме и на кој што функционираме, излегуваме и копаме таков голем дефект. Ја можам да ве потсетам, се имаше случајно пред Црвен крст, меѓутоа на канализациона мрежа кај што го прекопавме булеварот заради поставување на кабли од кабелски оператори во цевките за канализација, кои што буквално направија генерално проблем. Мислам дека беше пред едно 6-7 години. Не сеќавам. Да, тоа беше на булеварот пред Олимписки базен. Чекај, кабли во цевките? Да, во канализационите цевки, кои што се нормално со поголем профил, буквално си пуштиле мрежа кабелски оператори. И сега нормално тој сноп на кабел, сето она што поминува канализација фекалии се собира одредено ѓубре, односно го спречува протокот и одеднаш дојдевме до запушување поврат на атмосферска канализациона вода и се доведовме во ситуација во која што требаше да се откопа булеварот, да се изврши кршење на цевката, да се изврши канализациона реконструкција и да се отстранат тие кабли на кабелските оператори. И уште едно, поплаки за нечиста вода во неколку населби има, кој е првиот чекор? Водовод нешто со кое што може да се пофали во однос на високо ниво на акредитација и во однос на големо инвестирање е лабораторијата на водовод. Значи, Центарот за санитарна контрола на водовод е најдобриот сегмент во професионално функционирање на целото јавно предпријатие. Тоа е мое мислење, меѓутоа мислам дека сите кои што добро го познаваат водовод апсолутно го делат мислењето. Веднаш после поплаките се излегува на тезерен, од таму каде што е поплаката се узуркува, значи можете и вие од дома да пратите поплака, ќе дојде екипа дома, ќе договорите, ќе ви се јават, ќе договорите кога сте дома, ќе земе узорок и пример од водата, ќе се изврши хемиско и бактериолошко испитување на водата и веднаш ќе се докаже дали станува збор за дел кој што е проблем од нашата мрежа или дел кој што е проблем од вашата индивидуална мрежа после приклучокот. Меѓутоа генерално песок негде може да има. Генерално на нашите колеги од Центарот за санитарна контрола на дневно ниво земаат 40 на примероци постојано и на различни точки од градот два пати во текот на месецот узуркуваат сирова вода од Рашчи и од бунарските подрачја и постојано се врши испитување и контрола на квалитетот на вода. Значи нешто од кое што јас уопште не би се плашил во однос на менаџирање на јавното предпријатие водовод и канализација, тоа е максималната знаење, максималната посветеност и нивото на работни процедури кои што го имаме од Центарот за санитарна контрола. Тоа е дефинитивно максимално прецизно, професионално и дури и сега им се јавите, они организираат екипа, излегуваат на терен, они се спремни за било кое узуркување во секој момент. Браво. Вака мислите дека генерално се добро така, мислам, системот дека функционира, барем во внатрешно во водовод. Системот функционира, меѓутоа имаме генерален добро организирани сте, така да речем. Да, постои организација, меѓутоа имаме генерален проблем. Ако ти кажам само еден сегмент, дека еден хидроинженер вработен во последните 10 години, едно младо дете кое што сега дојде. И тоа дете има желба да учи и да се надградува, генерално е проблем кадарот. Значи нема кадар што ќе работи во водовод. Можеш сега да замислиш, збориме за сервери, збориме за SCADA апликација. Кажи ми, кој инженер би се вработил за 45.000 во водовод, а да биде IT инженер кој што ова би го покренал со ова ниво на цени на IT индустријата, особено на инженерите. Можете да замислите колкава е побарувачката у Западна Европа на луѓе кои што се професионални во управување на камиони, на возила со кран, со дигалка, со такви работи. Ако ви кажам дека мојот најквалитетен мајстор, Ѓоко се вика човекот, е 60 години. Ако ви кажам дека мојот најмлад мајстор е само една година помал од мене, е 44 години.
Ако на сето тоа го поставиме тоа дека ние се во образованието во државата се насочивме кон гимназиско образование, кон 20 на 20 и нешто приватни универзитети, а не сум сигурен дека се уште има училиште за водоинсталатери, нормално единствен Орче Николов од електротехничко училиште, сега мислам дека е гимназија, единствен електротехнички центар на ниво на средно образование е само Михајло Пупин. Тогаш во тој случај ние кубуриме со среден кадар, кој што треба да дојде и да работи. Генерално продуцираме високо образовни кадри кои што во нашите технички дејности се слабо кооперативни. И токму поради тоа долгорочно се соочуваме со проблем со кадар. Кадарот на техничко ниво и да е максимално подкован и образован, треба време за да го стекне практичното искуство и навлегување во процесот. Што ќе правиме за 10 години? Кој ќе го работи тоа? Страв ми е. Океј, за 10 години ќе од Непал ти увезуваме работа на сила. Еве ја ќе ти кажам само една работа, да ви изгори еден мотор, значи да се деси горење на електромотор, што во толку голем број на мотори е нормално во текот на годината да имате 4-5 такви проблеми кои што се тековни. Ние во Скопје во моментов имаме 4 до 5 винклери кои што кружат во неколку фирми кои што винклуваат мотори. Во Раде Кончар, Металват, Протим, и немаме ние нови деца кои што ќе имаат стручно основно техничко образование за винклер, за добар бравар, значи да има техничка подготовка, да знае да ти прочита технички цртеж, да знае чекор на намотување на електромотори. Тоа се све луѓе кои што винклуваат мотори во години над 55 години. Значи, буквално ние ќе се доведеме во ситуација утре ако ви изгори мотор, да треба или да купувате комплетно нов мотор или пумпа, или да го качите моторот и да го однесете некаде во Србија за да ви го реши тој проблем. Мојот генерално гледање на Македонија е дека ние треба не да инвестираме во, сега ќе се извинам, ќе употребам еден жаргонски израз, не да продуцираме менаџери на ланските праски, туку ние треба буквално да продуцираме кадар на средно техничко ниво, значи зборам електротехничари, електричари, електрокабломонтери, винклери, машински бравари, заварувачи, плочкари, градежни работници, сето тоа да го продуцираме на техничко образовно ниво кое што ќе ја одржи економијата во оваа држава. Не можеме ние во држава од помалку од милион и пол оперативни луѓе, говорам оперативни луѓе кои што се на возраст помеѓу 18 и 60 години, да продуцираме огромен степен на високо образован кадар. Зборам, ние ги сертифицираме луѓето, не ги образуваме. Значи ние имаме хиперпродукција на сертификати, односно на дипломи. Сето тоа ќе не доведе до основни технички проблеми. И под услов и доколку го направиме тоа да бидат добро платени, затоа што и да го имаме тоа џабе ако не се добро платени одат у Германија да работат. Значи сега дома да секој квалитетен кадар што го имаме работи на страна. Сега дома, значи приватно да побараш електричар, или не знам добар плочкар, прво не е проблемот само за цената за која што ќе се договориш. Еве имаш да го платиш, не е проблем. Ќе го чекаш. 2 до 3 недели ќе останеш растурен дома за да он те стави у неговиот програм у редот за ти да дојдеш. И кога ќе дојде, многу ретко се млади деца по 20 на 25 години, туку се луѓе пред пензија. Или во пензија веќе. Која е веќе во пензија истрошено физички телото и не може он да работи. Затоа што тие занатски работи барат физичка експлоатација на своето тело. Деки, кажи ми за крај, некоја порака. Што да правиме? За крај, ја мислам дека многу е едноставно. Рационално трошење на вода. Како? Рационално трошење на вода. Не, дали може, глобално гледам, дали може ние да се однесуваме така како што кога ќе излеземе од државата и ќе отидеме негде да бидеме туристи. Тоа е. Каде што знаеме дека
отпадот каде треба да го фрлиме, дури знаеме и да го селектираме отпадот, затоа што нели има такви за селектирање. Дали може ние како луѓе, како што се однесуваме надвор, така да се однесуваме дома? За мене генерално патриотизам е да излезеш од дома и да знаеш каде да го фрлиш ѓубрето, да не правиш хаос, да се паркираш правилно помеѓу двете линии доколку има паркинг. За мене патриотизмот е да ја сакаш зградата во која што живееш, да го сакаш малото во кое што живееш, да го сакаш градот во кој што живееш. Значи мене на 45 години Скопје ми ги има дадено најубавите спомени од животот. Ја ако тргнам нешто што е фамилиарен успех или мој индивидуален успех, најголема радост во животот ми беше кога бев у Келни Вардар освои титула у Лига шампиони. Тоа е бајка приказна која што никад нема да ја заборавам. Да си ја сакаме самата држава, да ја промовираме самата држава и мислам дека ќе успееме. Затоа споредив, ќе излеземе надвор и се однесуваме максимално културно цивилизирано и се воодушевуваме на тие луѓе. Као германци. Кога ќе се вратиме дома, ќе излеземе навечер и на една од инсигниите на град Скопје, тоа е фонтаната Лотосов цвет на Влесу парк, и ќе ги стуриме шишињата, ѓубрето и савајле треба некој да дое тоа да го ичисти. Тоа сигурно не го правиме пред убавите фонтани у Рим, у Берлин, у Москва, кај да отидеме. Така да, ако имаме свест за надвор, имаме свест и за тука. Се потекнува од нас индивидуално и би порачал до луѓето секогаш кога ги носат колективно одлуките да размислуваат со своја глава, затоа што они се прашуваат и барем на неколку години имаме право да одлучуваме оваа држава. Кој ќе не води во општината, кој ќе не води во градот, кој ќе не води во државата. Јас лично не гледам дека хаосот у кој што генерално се наоѓаме, дека ќе го прават тие кои што го создадува. Тоа е тоа. А у однос на вода се зависи од нас. Или ќе се поклониме пред природата што ни го дала тоа одрасче, или ќе се однесуваме бахато и после тоа што е битно кој ќе биде крив, кога едноставно Скопје ќе прерасне во град во кој што нема да ви биде удобно да се чувствувате. Па макар дури биле и турист у него. Добро кажано. Знам дека кога го немаше спремно. Не, така дојде. Звучи као Не, ја искрено не знаев ни што ќе ме прашаш. Ти благодарам за можноста. Јас искрено ќе ти кажам дека се чувствував убаво, дека се чувствував пријатно, дека се чувствував опуштено и ќе ми биде голема радост да гледаноста на твојот подкаст биде што е можно поголема и поголема, да имаш постојано луѓе кои што ќе имаат што да кажат и да пренесат позитивна енергија. Фала ти многу. И ние се обидуваме со тоа. Веќе сат типол. Да, отиде брзо времето. Ја принцип многу зборам, ама пријатно се чувствував, успеа да излече све кога има таква атмосфера, кога има таква атмосфера и побрзо поминува време. Не го осеќаш. Океј, фала ти што беше гостин, се надам дека повторно ти имаме можност да збориме, можеби на овие теми, можеби на нешто друго, можеби за нешто попозитивно од сега, дај Боже, се надаме дека ќе дојдеме и до тој момент. Меѓутоа, отом потом ќе дојде нешто време. Јас сум тука, кога и да ме поканиш било како, може и на кафе и да не мора да снимаме. Се што е добро, ја го поздравувам и сакам само да шириме барем позитивна енергија меѓу луѓето. Така да тоа ќе не направи подобар свет живење. Екипа, тоа беше Дејан Димовски, се надам дека уживавте во подкастов. Тука се одјавуваме и закажувам следна средба. Не знам датата, зашо летно време е малце зезнато, ама за брзо време ќе биде. Чао!